но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што Дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга сте одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи. Ќе говориме за политика, се разбира како и секоја тема, бидејќи живееме во политичко време. Во овој момент во Македонија ми се чини се одвиваат два напоредни процеса. Едниот е институционален, а другиот главно се одвива на улиците на Македонија. Мислам дека е добро што овој институционален процес на разговори, диалог, како со без разлика што оди со тежина, како да почна да се одмотува, како да тргнавме од мртва точка. Може би така ми се чини, може би не, но значаен исчекор, иако мал, во ова густо време кога има големи недоразбирања меѓу политичките субјекти во Македонија. Еве нови и други теми ќе разговараме вечера со моите гости, Александар Даштевски, Добро вечер, Зоран Бојановски, добро вечер и Владимир Голубовски. Добро вечер, господа. Даштевски, ај со вас, обично почуеме со овие од десна страна, иако не е правило некое, Илија Димовски е избран, или ќе биде избран, одлучено да биде председател на Комисијата за избори и именувања. Во понеделник треба да продолжат. Да. Како го оценувате овој чекор? СДСМ рече дека доброволно отстапиле само да се откочи овој процес на преговори. Илија Димовски рече дека тоа природно им припаѓа, дека нема некаков добротворен чин од страна на СДСМ. Без разлика како нешто тргнува од мртва точка. Барем така ми се чини. Што мислите вие? Па јас мислам дека ова е добар чекор, дека не би се сложили со двете констатации. Сметам дека и се избират, од секојаш бил избиран, барем таква е праксата. Ние видовме и за 92-а каква била праксата. Значи се избира тој што има најмногу пратеници за председател на Комисија за избори и именување во Собранието на Република Македонија, нели? А во конкретен случај најмногу пратеници има ВМРО-ДПМН и тоа е нормално да председател на таа комисија од 90-та година нааму, барем откако функционира парламентарниот систем, е од редовите на најголемата партија. Значи председател на комисија. И распоредот бројот на членови и распоредот бројот 6 ки има ВМРО-ДПМН, ки има 5 СДСМ, ки има 1 ДУИ, 1 БЕС, така се погодува тоа, нели? Математички тоа. Се дискутираше и овде како оди тоа. Така што тоа е најнормално нешто, тоа се утврдени, нели, предлози кои треба закажана е седница за понеделник да се одржи на собраниска седница, каде што треба да се избере таа комисија и председател да биде избран Илија Димовски, со тоа што нели после ќе се повлече комисијата и ќе дискутира за председател на собранието, односно ќе ги утврдува предлозите кои ќе ги предложат партиите. Кој ќе предложи? Па сите имаат право да предложат. Ја не знам дали има многу комбинации. Тука се вели дека нели сега ќе се утврди ново мнозинство. Нели ќе бидат 67 наспрема 51 и 2 независни пратеника на ДПА. И сега ќе бидат, да кажеме, секоја од тие коалиции, односно ВМРО не е во коалиција, освен со своите коалициони партнери. Имаме тука представник, да. Значи, може да предложи секој по еден или повеќе пратеници кои би биле председатели на парламент. Одлучува мнозинство. Да кажеме, може ВМРО-ДПМН да предложи 51, ако сака. Не верувам сега дека ќе се оди на таа варијанта. Може ваму, нели се зборува веќе во јавноста за кандидати дека треба да биде Таља Џафери од ДУИ, бидејќи тоа е договорено место, но за почеток, бидејќи нема влада, наводно се споменува Оливер Спасовски. Да биде, па после кога ќе се избере влада да се префрли Оливер Спасовски во МВР, а Таља Џафери да биде председател на собранието. Она што јас го мислам дека секогаш треба да биде председател на собранието така смирена и стабилна личност. Еве има тука и поранешен пратеник, па може повеќе да каже.
затоа што тоа бара таков карактер што ќе го води после собранието, бидејќи нели имаме 120 пратеници, знае да се створи неред во собранието, тој треба да го одржува и редот и да се држи до дневниот ред и така натаму. Сега јас не верувам дека овие двајца што се од опозицијата би можеле да го направат тоа, меѓутоа може и да изненади опозицијата да предложи друг кандидат. Во секој случај треба стабилна личност. Тоа беше така нели претходно, кога Љубиша Георгиевски веќе беше во години, па сам се оттежа, бараше да биде амбасадор, го ставија Трајко Велјановски, очигледно многу посмирен, стабилен за таква работа и еве до ден денеска се одржа. Така што сметам дека од секогаш имало, да се вратиме на Тито Петковски, Андов, имале некои својства за водење на седници кои се потребни за таа работа. Така што тоа ќе биде бирање на председател, сега мене не ми се јасни овие другите тези што подат во јавноста, например дека после тоа ќе се даде 10 дена за повторно председател да го даде мандатот, иако тој јасно кажа дека поради од кои причини не го дава мандатот и наведе и правни и политички причини, нели правни причини се тоа што веќе е изминат огромен период од денот на тоа кога треба повтор пат да го даде, нели имаат време да се договараат со опозицијата, со албанските партии и тоа траеше 2 месеци, ако не се лажам, нешто помалку. Мислам за дополнителен период. Да, меѓутоа поминаа сите тие рокови, 30 плюс 10 и така натаму. Така што сите тие законски рокови, односно рокови предвидени во уставот се поминати. И сега тоа е правната причина, а политичката е нели тиранската платформа, дека таа задира во суверенитетот, но генерално ја поддржувате ова почеток на избори. Па видите, вие не можете ништо да направите друго, ниту нови избори, ниту локални избори, ако нема собрание, ако не се конституира. Така што сметам дека кога тогаш мора да се конституира. И само сакам да напоменам уште 2 збора за локалните избори, бидејќи поминаа сите избори. Не гледам јас сега во што се дискутираше овие денови, иницијатива за скратување на рокот, бидејќи нели може најмалку 40 дена, а се ближи изменување на тој рок за локални избори, а во уставот децидно пишува. Така што после тоа ќе мора да се договорат сите партии заеднички. Значи со 80 пратеника, двотретинско мнозинство мора да има за промена на изборниот закони, кој се носи, се менува и се гласа, се донесува. Се договорат дали да ви поместа заедно. Дали да ги не, за заедно да, меѓутоа и за се друго. Меѓутоа мислам дека тоа го доведува па и до друга страна ВМРО ДПМН е у привилегирана позиција, бидејќи сега треба и тој да гласа за измена на законот, а автоматски може тоа да го услови со нели она единствена варијанта која ја предлага он да се одржи. Ќе збориме за условите, да. Не навлегува. Ќе збориме за условите. Бојановски, реков на почетокот има 2 процеса, институционалниот и воинституционален, за кој што е легитимен. Секој има право демократско да протестира, беше тоа шарена револуција, ГДОМ, сега се за заедничка Македонија, веројатно така е секаде во светот. Но ова се одвоени процеси, но имаат влијание едно врз друго. Како би се споиле, во која точка би се разрешила таа тезнична ситуација меѓу институционалната разрешница и оваа надвор? Како вие гледате на овие 2 процеса? Може да се надмине, може да се најде некој решение што ќе ги смири страстите и генерално за политичкава ситуација во Македонија? Па тоа што избраните пратеници се вратија во парламентот и што ја продолжија конститутивната седница, избраа денеска или ќе изберат веќе нели договорено да биде или едински председател на комисијата, кој треба да го покрене понатаму тоа целиот тој процес. Тоа ми дава за право да речам дека конечно влегуваме во една ситуација или настапи еден момент во кој целото политичко премрежие што ни се случуваше постизборно, конечно ќе влезе во некаква институционална рамка и разрешницата на целата таа политичка криза треба да се бара таму. Значи, се согласувам, улицата може да биде демократско право на група граѓани, на било кој смета дека својот глас треба да го искаже на тој начин. И тоа гледаме дека се случуваше во изминатиот период.
после изборите, пред изборите една друга иницијатива граѓанска имаше таква. Но таа енергија, тие барања, своето разрешување мора да го добијат низ институционалниот систем. И ова е првиот чекор кој тоа ќе го возможи. Сега, понатаму, не знам, мене ми е не проблематично, туку заради чувствителноста на целата ситуација во која се наоѓаме, секогаш се воздржувам да прогнозирам или да изведувам некакви заклучоци или да давам некакви сугестии врз основа на некакви хипотетички можности. Што ќе биде понатаму со тоа што сега се случува на улиците во повеќе градови во Република Македонија, не знам. Би било убаво, доколку целата таа енергија, не ќе да повикам да се повлечат луѓето, нивно право е дали ќе се повлечат или не, но да им дадат шанса на овие процеси кои се откочија. Ќе им дадат шанса на тој начин што, да речеме, пратениците нема да го чувствуваат веќе тој притисок од улицата, ќе се разбира дека е притисок, без разлика од која страна доаѓа. И на тој начин ќе можат со постудено, со можностите што им се дадени во рамките на институциите, во рамките на нивните пратенички мандати, процедури, закони, постапки, деловници и така натаму, да влезат во еден процес кој на целата оваа ситуација ќе даде веќе, ќе ја стави на некаков пат, на некакви шини, на некаков колосек, кој ќе води кон разрешница на целата политичка криза, се разбира. Дали тоа ќе биде, како ќе се одвива понатаму, можеме да дискутираме, кои сили ќе превагнат, дали ова што го вели господин Адаштевски сега, прашањето на владата останува навистина се уште отворено, меѓутоа кога веќе се пратениците во парламентот и кога веќе институционално и сосема јасно ќе биде ставено и видливо прашањето на мнозинството во парламентот, мислам дека ќе биде само прашање на една политичка култура и на една политичка подготвеност, сите актери, вклучувајќи го и председателот, да сватат дека тоа е единствениот начин на разрешување на кризата и да им дадат шанса на тие што практично ќе демонстрираат мнозинство во парламентот да формираат влада. А потоа владата понатаму се разбира во рамките на своите активности ќе треба да ги продолжи понатаму процесите. Еве нека биде толку сега за сега. Голубовски, значи, гледам и сега. За истото прашање ја да. Сакам да кажам, да констатирам дека како да има една премолчна вистина дека има еден процес кој што е двоетапен. Значи, едно е формирањето парламентарно множество, што представува дел од завршницата на конститутивната седница со изборот на председател, а втората фаза е, она ми се чини сега потешката, формирањето на влада. Дали се слагате и зошто е тоа така? Значи, ја не го делам оптимизмот на моите соговорници. Признавам дека сум изненаден од овој пресврт да се одблокира работата во собранието од една проста причина што фактички целата драматика настана заради можноста тиранската платформа да биде дел на операционализација на идната влада. При тоа, она што председателот на државата кој чувар на уставниот поредок го искористи да не го даде мандатот со образложение кој апсолутно е логично и треба да се прифати, не беше доволно да сега постапуваме како да имаме обична криза и како да еден компромис кој што го најавуваме ќе ги реши проблемите. Значи имаме една контрадикција на самата причина на кризата и сега после опасност да заборавиме што беше проблемот и најнаш да продолжиме и да поврзам со ова со двата процеси, институционалниот и вонинституционалниот, се плашам и од ризикот да народот, како чувар покрај председателот на државата, на уставниот поредок, на националните интереси, не биде дезавуиран и тоа е многу чувствителна тема, дури бирам зборови како да го поставим прашањето за да не предизвикам некои процеси
од искажаните зборови. Значи, во ваква ситуација, за мене е исто така проблематично за цело време на оваа криза со разните Пржински 1, 2, нели во најава сега беше и друг, некој договор, фактички излезе дека под менторство на меѓународната заедница едната страна која што дали грешеше со тоа што покажуваше кооперативност, фактички беше казнувана за својата кооперативност, другата страна го земаше тој простор, го консолидираше и оттаму настапуваше со нови барања на нови простори. Сакам да кажам дека јас сум малце загрижен од широкоградоста, така да кажам, на лидерската партија каде што сум во коалиција, заради тоа што не гледам елементи кои што ќе гарантираат заштита на македонските национални интереси во процесот кој што започна на одблокирање во контекст на најава дека по секоја цена, без оглед дали председателот на државата ќе го даде мандатот или не, чим ќе се избере председател во собранието, постоел начин, така промовира опозицијата, и они ќе промовираат влада, дури се пуштаат вака некои пробни тези во јавноста дека таа влада лесно ќе биде признаена веднаш од меѓународната заедница, апропо тоа тие жалби на Уставен суд, колку ќе трајат и колку интегритетот на Уставниот суд постои за да може воопшто да се бара некоја корекција во таква ситуација, сето тоа ќе земе еден правец на настока на неповратливи, значи непоправливи последици по националните интереси на македонскиот народ. И тука само ќе дополнам уште три елементи таксативно, да. Од друга страна, комисијата за именување за мене отвара една дилема. Составот е 6 за ВМРО-ДПМН, 5 за СДСМ и по 1 за ДУИ и БЕСА. Јас се прашувам со кој глас на ДУИ или на БЕСА смета мојава коалиција дека ќе има мнозинство, на кого ќе му веруваме. Можеме ли да веруваме? Оваа ситуација заради можеби една невнимателна доверба и доведе во оваква ситуација да се наоѓаме во една многу очена ситуација во однос на политичката иднина во државата. Понатаму се поставува прашањето во ред, даваме придонес да се одблокираат процесите и здраворазумно да очекуваме едната и другата страна дека ќе најдат некој пат кој што ќе дезавуира албанската платформа и значи тоа значи политичките представници на албанското малцинство постои веројатно некој простор, ама ја не сум убеден дека тако простор постои, дека ќе се доведе ситуацијата на една приемчива влада која што технички ќе одработи без да воспостави некои нивои на нови права кои што апсолутно после тоа не ќе можеме да ги коригираме. Добро. Значи тука се поставува само уште две реченици. Тука се поставува прашањето постои ли втора одбранбена линија. Еве имаме комисијата. Таа ли ќе биде одбранбената линија? Има уште многу аспекти. Да, Глубовски. После што ќе говорите уште Добро, во ред. Ќе кажете се, после ќе треба да молчите. Не, ја имам за цела вечер да кажувам. Да направиме една мала пауза за реклами, а потоа ќе продолжиме на оваа тема. Еве не во аргументи. Ајде, ќе одиме сепак вака во круг, иако подоцна не мора да биде така. Можеме да полемизираме, да реплицираме. Даштевски, има ли овој резултат, овој оптимизам, овој прв исчекор благодарност или, како да кажем, заслуга посетата на Хан и на Европската Унија, иако се многу противречни мислењата околу улогата на Европската Унија во помошта или во одмагањето на политичката криза во Македонија, секој различно доживува, дотолку повеќе што денови има различни коментари од различни страни. Русија повторно Лавров е загрижен за состојбите во Македонија, па дури други коментатори од западноевропските земји исто така ве споменавте Ердоган. Да. Значи, јас сметам дека нема надворешно влијание. Не е врзано тоа со сами Хан, ќе решава. затоа што нели требаше дентата да се дискутира тоа, па не се ни дискутираше за
оваа комисија, што зборувавме претходно. Таа си течеше, значи со Да, останалите тоа си тече. течеше, да, меѓутоа најавено беше од опозицијата уште 5-6 дена пред да дојде Хан, дека бара конститутивна седница. Веројатно со намера да се закаже таа конститутивна и веќе при доаѓањето на Хан да се знаат овие работи што денеска се то знаа, 2 дена после неговото Значи заминување. ова е независно од Хан. Ова Хан што сега направи? испадна дека па Хан сега да он дојде, ја мислам дека ја имам таков став 2,5 години, 3 години и не го менувам. Јас уште во почетокот тоа може да се види и на емисии кај што сум давал некои претходни, нели, емисии што сум давал изјави, може да се види дека експлицитно објаснувам дека ова кај нас што се случува е обоена револуција, е определен заговор во кој се вклучени дел од определени структури од странство, претежно лево ориентирани, кои цело време играат одредена игра во Македонија и тоа сега е многу јасно се гледа. Во конкретниот случај сега со доаѓањето на Трамп не може толку да се меша американската администрација, бидејќи тоа го правеше по вака изразено администрацијата на Обама. Сега и Бейли е доведен во незгодна ситуација, бидејќи се водат тие истраги. Тој се уште лобира за старата работа, бидејќи тие не се откажуваат толку лесно од својата идеја. Меѓутоа сега Европа дојде на преден план. Бидејќи ако се сеќавате едно време Хан не кеше ни да дојде. Тоа беше кога пред да се закажат изборите. Заради Па немешањето дојде на Нуланд, Америка, сега Европа Нуланд веќе добива на- под оставка, нели? Не е веќе ни таму заменик, помошник, државен секретар. И така натаму, така што тие сакаат да го изгураат тоа почна уште со овие разговори кога се договорени како да се одвива ова симнување на десницата, детронизирање на десницата во Република Македонија и нели слушавме и разговори и телефонски и скајп разговори, слушавме дека некој премиер треба да вети одредено работно место За Америка говорите? Не, за Италија. Од Значи тоа не сега сакам да е кажам, јасно. во Европа главно се десните партии на Значи, власт. сега се да. Меѓутоа, ние знаеме дека некој премиер ветуваше работа и работна виза за Верушевски во странство. Тоа е Матео Ренци, поранешен премиер Ја ме разбрав, на дека Италија. рековте некои леви структури. Па од тоа е Запад. лева структура. Он од комунистичката партија станал председател на социјалистичка партија на Италија и тоа е лева структура. Он ја предлага Могерини во Европарламентот. Сега цела оваа игра води Могерини. Значи без Оно разлика отворено- што десните се на власт, левите се уште Десните не се уште на власт, доаѓаат на власт. Сега треба да победи Марин Ле Пен, а во игра беше и Франсуа Фион, затоа што нели му излечат за аферата со жена му. Значи он испадна од игра, меѓутоа еве има анкетите покажуваат дека таа може да победи во прв круг. И таа веќе најавува одредени промени. Во меѓувреме се случи Брекзит. Значи тука ви е Ми-6, спаѓа не може сега да действува исто како кога беа земја членка, бидејќи го отворија овој нели член 20 од Лисабонскиот договор за излегување од Европска унија. Понатаму се случи победата на Трампа, нели сите веруваат дека ќе победи Хилари Клинтон. Така што дојде до драстична промена на курсот и тој толку популарен чадор што го зборуваат меѓу себе актерите на оваа игра што ја водат, веќе почва да се распаѓа од цела Европа. Значи, сега треба да победат и во Холандија, и во Франција, и во Германија ќе има нови избори, за прв пат ќе влезе една партија, втора десна партија, ќе влезе во коалиција со Меркел, така што во Италија исто, Ренци е под оставка веќе неколку месеци, меѓутоа во јуни имаме избори и најверојатно ќе победи десницата. Така што се менува курсот, како се менува курсот, гледаме дека се менуваат и работите. А што значи ако десницата дојде? Што е разликата дали левица, Па, десница? видите, една од главните заложби на Така Трамп, светот се води од на која левица не и се десница откажа ни само при се неговиот вклучи. говор во сега во Конгресот, тоа е не мешање во работите во внатрешните работи на одредени држави. Ние знаеме дека Тоа и за добро и за лошо важи. ние знаеме дека имаше преседани такви невидени до сега во внатрешни работи на една држава. Значи со Никола Груевски како председател на ВМРО ДПМН не се договараше Зона Заев како председател на СДСМ за одлагање на изборите на 24 април, туку се договараше амбасадорот Бейли. Инаку според Виенските конвенции од 61-63 година за дипломатско и конзулно право, тоа е строго забрането. Амбасадорите на одредени режими може да разговарат само со официјални лица, а не и со политички партии. Така што тоа е директно мешање и за тоа се водат сега истраги во САД. Сега тоа го нема.
Јас имам информации мои лични, бидејќи имам некои пријатели во ДУИ, дека сега се уште се меша Бејли во нивните внатрешни работи, постојано е чест гостин во Мала Речица и така натаму, меѓутоа не може онака отворено, како што беше оној последниот пат, кога нели решија од ВМРО-ДПМН да не разговараат повеќе со него за тоа. И поради тоа сметам дека е многу уште потешка ситуацијата сега и потешко ќе се реши. Инаку да ви кажам само од лично искуство сега, така се погоди случајно, само да го довршам ова. Значи бев гостин на хрватската телевизија кога беше нели прво Зоран Заев па Никола Груевски, они дадоа интервјуа за вести, меѓутоа тоа се направи емисија и тука во средина сум некаде јас со едно 15-20 минути изјава. Па потоа тоа го видеа овие РТРС од Бања Лука и на крај ме поканија и во ТВ Пинк. Малте не требаше да одам и на уште 2-3, само нема време. Македонија за овие работи сега што ги промовира Иванов, значи за мандатот за Тиранската платформа, со оглед дека се крајно некоректни и има подршка од цел Балкан. Значи тоа прави малку ситуацијата различна од тоа што мислиме ние внатре во Македонија. И конечно на народ му стана јасни некои работи и народот сега почна да ги разбира работите, не е ова време на 2001 или пред тоа, кога многу работи не беа јасни и народот беше пасивен. Сега ова што се случува се луѓе обични кои ги разбираат работите, што значи оваа тиранска платформа и колку е опасна за Република Македонија. Бојаровски? Па, Има ли заговор? заговор. Заговор. Не, ја можам да кажам, например, дека ја имам извори и моите пријатели во ДУИ ми велат дека Бејли не го виделе кој знае од кога во нивното седиште. Сега, не знам на што се должи тоа. Од друга страна, сега да кажам дека Република Македонија во своите геостратешки определби во однос на позиционирањето на државата визави меѓународните некакви позиции се определи за Европската унија и за НАТО алијансата. И тоа, колку што знам ја до ден денес, не е изменето. Во една таква ситуација, која вие сте вклучени во сите тие процеси за присоединување кон овие големи сојузи, нормално е земјите кои се членки на тие сојузи, кои имаат силна позиција во тие сојузи, да водат грижа за земјата кандидат која е нивни партнер. Таа е, ние сме партнер на овие големи сојузи. Согласно на тоа, ние сме и стратешки партнер и на Соединетите Американски држави, вклучително потврдено со договорот за стратешко партнерство, подпишан во 2008 година, од страна на министерот за надворешни работи, на тогашниот премиер Груевски, со тогашната администрација на председателот Буш. И тоа се зацементирани позиции на Република Македонија. Доколку некој си поигрува од некакви политички причини со тие зацементирани позиции, тој мора да смета на тоа дека си поигрува со стратешките определби на Република Македонија и мора сериозно да се соочи со последиците од таквото поигрување. Кога велите дека на Балканот му дава целосна поддршка на председателот Иванов визави неговата одлука да ја подпомогне и да ја засили кризата во Република Македонија, вие говорите за политички структури на Балканот кои се отворено анти-НАТО, анти-ЕУ и анти-американски. И ако се повикувате на тие структури, тоа е уште еден дел од играта, од кокетирањето со тоа дека можеш да си поигруваш со стратешките интереси на Република Македонија и да намигнуваш на исток, а во исто време да бидеш ладнокрвен на последиците што може да ти се случат. Не може таква игра да се игра во Република Македонија. Кога веќе се зацементирани односите каде сме насочени, што сакаме да направиме. Оттаму, за мене, е сосема разбирливо грижата за нашите партнери, за тоа што се случува тука, а сосема неразбирлива е грижата на истокот, на Москва, кога вели не се мешајте во работите на Република Македонија.
А во исто време таа го прави истото тоа. Така да треба, и знаете како, колку ќе им дозволиме на надворешните сили да се мешаат во Република Македонија, не зависи од нив, зависи од нас. Зависи од тоа како ние си играме, си поигруваме и како така ноншалантно намигнуваме еднаш на исток, а во исто време тврдиме и никогаш кога ќе не пристигнат околу прашањето, чекај, зашто намигнуваш натаму? Не, ние сме за НАТО, ние сме за ЕУ, нема тука враќање тоа, нели? Го гледавме во неколку наврати лидерот на ВМРО-ДПМН, кога ќе беше го доведен во таква ситуација да се искаже за тоа што се овие кокетирања со истокот, тој во исто време наредниот ден кажуваше нема врска тоа. Народот нешто таму, ние сме НАТО, ние сме ЕУ и така натаму. За тоа се работи. И за тоа не може со такви стратешки определби зацементирани да си правиме такви играчки. Тоа е апсолутно недозволиво. И само една поента во врска со тоа што господин Голубовски го кажа, малце загрижува вордингот, речникот, кога верите, кога веќе влезе целата ситуација во собранието, вие да речете која е нашата втора одбрамбена линија. Пазите ви се ово. Одбрамбена линија. Кога станува збор во собранието и кога станува збор за судир на политичките партии и нивните политички концепти во рамките на она што се некакви интереси на Република Македонија, чуден е тој вординг, најмалку, тој речник. Чуден е. Да. Значи, ќе одговорам тоа во контекст на истото прашање што сакам да дам одговор во однос на меѓународната заедница, колку евентуално влијаела. Јас гледам на тоа прашање на следниот начин. Мислам дека македонската политика, следствено политичките партии, се веќе профилирани и меѓународната заедница има јасна представа со капацитетот на македонската политика уште од Луксембург, кога после 2001 година се правеше широката коалиција. Таа методологија ќе ни се повторува. Значи, тоа не е многу да се пофалиме како не гледаат во тој капацитет што можеме да го развиеме. Од друга страна, во истиот тој контекст, што е тогаш во оваа цела ситуација шансата, и тука ќе дојдам и да го одговорам и во прашањето на господин Бојаровски, оно што меѓународната заедница со љубопитство пробува брзо да процени и е ново, тоа е капацитетот што македонскиот народ во институционално може да го развие и го развива. И затоа ја и кога зборуваме за забраната, да кажам, си дозволувам тоа да го кажам, заради тоа што ја на почетокот кажав дека ние имаме ситуација која што ја блокира институцијата парламент и се под закана за правење на влада, чии партиципиенти и коалициони на СДСМ се потписници на тиранската платформа која што води кон редефинирање на државата. И сега, апсолутно, тука више ние не сме влегле во комотни релакс односи, сме влегле во парламентот и сега ќе сме препуштеле тие да одлучуваат за националните прашања. Јас го оспорувам правото, не го признавам правото на политичките партии и на лидерите на политичките партии да одлучуваат, како, например, за името, да одлучуваат за карактерот на државата, унитарноста. Апсолутно тоа не им го дозволува. Значи, вие и преска рековте, некој се обидува да го дезавуира тоа што председателот Иванов го спречи. И значи, вие тука помалу улога на партиите им давате оно што да, во овој момент вие сте пратени, вие сме сепак парламентарни. Да, но оваа ситуација е драматична, ние не сме имале ваков предизвик. Ние ваква ситуација не сме имале. Државата на вистина буквално ни виси. Значи, во ваква ситуација, апсолутно, јас го гледам до наредните избори, како оска на едносојузништво, не компромисот или политичката волја и способноста на политичките партии да се договорат джентлменски или да некој компромис средно да најдат, туку ја гледам во
преседателот и македонскиот народ. Но ви сте дури дел од таа коалиција за која што Да, но мојата политичка свест, мојата чувство на одговорност, јас не сум ја препуштил, како што не сум спремен воопшто да прифатам дека и во Европската Унија треба да идеме по секоја цена. Има контекст, не значи без контекст, заради тоа што политичката проценка, институционалниот капацитет на државата кој што треба и институционално да проценува дали е вистинското време, Европа е пред распаѓање, имаат хаотична состојба, светов гори, а ние сега ни фрлат морковче ке сме влегле во ЕУ. Ние ќе влеземе во ЕУ, ја повеќе пати сум кажал, со сила ќе не натера да влеземе во ЕУ, кој ќе ни дое вистинското време. Ние сега не треба да брзаме. Во оваа ситуација, треба да сочуваме државата. И за мене повторувам, која е втората одбранбена линија ако не може комисијата за именување да спречи едно форсирање председател на парламент кој што место председател на државата ќе даде мандат надвор од уставот. Што на уставен суд ли ќе одиме? Тоа е апсолутно недопустливо. Тоа би било авантуризам. Народот тоа нема да ни го прифати. Ќе одиме вака во круг. Не може да се ако имате реплика по после. Да, сакам ако дозволува господин Гаштевски. Да. Државата ни е загрозена пред како треба да ја зачуваме, да ја нападнат. Унитарноста, да. Значи, државата ни е загрозена вака од овој агол од кој господин Глуговски ја кажува, тоа апсолутно не е точно. Нема такво нешто, не постои таква опасност за така да се тврди дека загрожена е, ќе ја нема или не знам што. Зошто мислите дека е така? Ако илјадници луѓе сметаат дека е така? Затоа што тоа е вештачки создадена приказна, вештачки создаден наратив после изборите, само заради тоа што партијата што победи на изборите, нели, со 51 пратеник, не успеа да состави влада. И бидејќи не успеа во тој обид да ја направи владата, приказната која требаше да се измести реалноста во Република Македонија е таа, да се создаде уште еден наратив, уште една приказна, во која секогаш успева приказната дека сме загрозени, приказната на страот, После две приказни, господин Бојаровски. Која е тоа? Едно е дали некој сака да измести, да тактизира, а друго е дали реално таа платформа, без разлика која е понудил, има елементи за кои што и други експерти, не само граѓаните на улиците, сметаат дека има антиуставни елементи и дека може да доведат до бинационална држава. Значи декларацијата на албанците, Нити да ја зголемуваме, нити да ја намалуваме. Дали има реален, независно од тоа која партија сака да ја проигра во политичката игра. Тоа е за мене друг муаве. Што држи. декларацијата на политичките партии на албанците во Македонија беше постизборна декларација, изјава на албанците околу некои прашања за кои тие сметаат дека за нив се важни. Таа декларација нема никакво институционално значење. За сега. За сега. Тие прашања што ги застапуваат во декларацијата, политичките представници на албанците во Македонија, за да ги остварат тие прашања, морат да ги стават во институционална рамка, да влезат во парламентот, низ институции и да почнат тие да се решаваат, ако воопшто може да се решаваат. Познато е дека голем дел од тие прашања не можат така едноставно да се решат. Технички, процедурално, невозможно е така едноставно да се решат. Исто така, беше сосема јасно откриено дека некои од тие прашања веќе биле решени и веќе постојат институционални решенија за тие прашања, претходно договорени со партијата која доскоро беше на власт, заедно со главниот коалиционен партнер. Така да, таа декларација на албанците беше само искористена во овој наратив за кој јас говорам, за да се создаде оваа еуфорија, овој амбиент на страв, на загрозеност, од овие причини за кои зборував до сега. Така да, нереална е таа приказна и најдобро е целиот тој концепт да влезе во парламентот и таму да се решаваат тие прашања. И само уште една поента.
не може волунтаристички некој да оценува дека некое прашање или било кое прашање не може да се решава во институциите и дека мора да се решава на улица. Како може тоа да се тврди во услови на парламентарна демократија која се надевам дека повторно ќе кренеме на нозе и ќе почне да функционира. Реплика може, реплика кратко. Ајде да се сепак Даштовскиот преска го мислам дека има право и на реплики. Не знам зошто имам чувство дека цело време имам помалку простор. Значи прво ќе кажам поднос као реплика, дека биде поднос на Европската унија, сметам дека Никола Груевски не знам како успеа да цело време сепак да се одржи на тој курс на Европската унија, нели определва наша за ЕУ и НАТО, односно евроатлантските асоциации, никогаш да не отстапи од тоа, а точно е дека има во јавноста зборат за секакви работи, дека треба русите да помогнат и така натаму. Јас лично не сметам така, затоа што сметам дека сите си ги гледаат своите интереси. Од друга страна, не значи дека ние ако не претендираме таму да влеземе, дека не смееме ништо да кажеме за тоа. Гледаме дека најмоćната земја, втора најмоćна после Германија, Велика Британија излезе од тоа. Така да ние не можеме да зажмуриме дека постои криза во ЕУ. Значи Брекзит што значи? Ше излегување од таму. Зошто? Затоа што не може да ги понесат тие стеги што им ги наметнува Брисел, бидејќи нели они мора да плаќаат за Грција, мора да примат толку и толку бегалци. Тоа е све оптеретување за нивните економии. Втора работа, Марин Лепен, која е скоро известно дека ќе победи, најверојатно ќе победи, да не преюдицираме, зашто имавме таква една ситуација со Хилари, па не испадна така. Таа отворено кажува дека ќе излезе од Европска унија, ќе има Фрекзит, излегување на Франција. Вишеградската група на чело со Унгарија отворено бара да се ревидираат односите, излез, тоа се 4 јаки држави кои имаат преку 100 милиони граѓани. Значи Унгарија, Словачка, Чешка и Полска најавуваат излегување. Значи не е спорно дека е Европска унија во криза. И дека тие таму луѓе се бираат без избори, туку се бираат од делегатите, односно од европратениците, а не од народот на тие држави. И поради тоа често се прават грешки, затоа што не можете вие сега во оваа ситуација, која имаме оваа платформа за која разговараме, да не се произнесете. Затоа што тоа е мешање на една држава во друга држава, затоа и се вика тиранска платформа, што е по самото себе неприфатливо. И е понижувачки, омаловажувачки за Република Македонија, значи во странска држава да се прави на нас платформа како ќе живее. Тоа е таа повреда на суверенитетот. Значи мешање, друга држава ви се меша и ви кажува вака ќе правите или нема да имате држава. Тоа е едно. Друго, ние мораме да разговараме за платформа. Значи ние не можеме да само вака анблок да викаме платформа, па дали е платформа или декларација. Платформа е нарекува во почетокот затоа што некако правно тоа е полесен израз од декларација а сега ја викаат декларација. Меѓутоа никој од тие луѓе не вели дека сега тоа е дали ќе се реши во парламентот или не ќе разговараат, па дали ќе се договорат. Туку апсолутно се за федерализација, како Зиедин Села. Тој рече дека не постои македонскиот народ, дека никогаш македонската химна нема да стане кога ќе се свири, дека македонското знаме не може он да дава никаква заклетва пред македонското знаме. Тоа се сериозни напади врз суверенитетот. Вчера го слушавме Касами, председателот на БЕС. Тој рече дека не е ова платформа, тоа е декларација, не мора да се свати тоа како платформа. Меѓутоа, дефинитивно ќе бараме преуредување, односно редефинирање на Македонија. Значи тоа не смееме да го дозволиме. И само ова да кажем. Значи не смеете да ги кажеме кои се поентите на платформата, мораме да ги кажеме. Не ги кажуваме, не. Па сега вака. Значи во првото прашање е двојазичност на цела територија на Република Македонија. Само тоа да прашам, ги знаеме, значи тие. Ама тоа се многу неприфатливи моменти, а ги прифаќа опозицијата, дури јас да ви кажаме сега као правник, нели? Имаме ситуација на преговори. И сега имаме понуда, па прифатна понуда или одбивање, па имаме контрапонуда. Никој не вели, затоа ви викам ја дека ова е одамна договорено.
Затоа што никој не преговара. Затоа сакам да ја Ама прашам. треба да се најде на сесија. Иако- Оваа декларација србите викаат дека ќе не објават војна за дека сме геноциден народ од 1912 сакам до да ја прашам, 1956. Тоа е толку понижувачки не случајно Хан што го не спомна. треба воопшто да се пишува таму, не знам што им значи. Добро, тоа ќе значило дека албанците се конститутивен народ. Меѓутоа премногу провокативно е. Еве ја бев викам на емисија во Србија, во Белград. Можно ли- Само ова да ви кажам, Само тоа да е прашам, касус да прашам. бели, оправдана причина за војна. Да ме И прашам. вие да прогласите друг народ за геноцид, тој може да ви објави војна и да биде во право. Му дозволете само да ја прашам во рамки на платформата. Бидејќи сега се преговори беше Хан. И говориме за институционален диалог кој што почнал. Да. Не говорам дали ќе разговара за платформата или не. Да. А, Видете, дали џабе постои можност во овие преговори, разговори и убедувања да се насети дека албанците на некој начин ги повлекуваат екстремните критични точки од платформата, сведувајќи ги на некое законско можно решение, за да може процесот да оди напред. За тоа Јас мислам прашувам. вака. И тоа е едно од решенијата. Да. Може би едно од решенијата. Вие сте правник. Значи, ако се сметам најде дека правно во решение ова што се замешани не го минува тие- уставот, Да. Дали Ама може ќе да ви се даде кажам, решение? Значи, сметам дека центрите, тие што го водат овој процес, прават така како што ќе им кажат на албанците, така прават. Сметам дека албанската диаспора е врзана, ја финансира дел од партиите и групите што финансираат, албанската диаспора е врзана со американската, нели, демократска партија. Така што тие сега гледат момент да постигнат повеќе цели и да ги искористат се уште јакото влијание на левицата, која сака да го оствари тоа што го замислила пред 2-2,5 години. Тоа е едно, а друго, сметам дека немаат они ништо што немаат некое право да не им е дозволено. Имаат сите права, апсолутно. И повеќе права и од другите. Вие имате турци и роми со муслиманска вероисповест кои се зачленуваат во ДУИ за да добијат привилегии. Значи нема ништо што не им е дозволено. Дури и се во попривилегирана положба од македонците. Видите ги сега приватните фирми, видите ги приватните, видите ги административните. до изјавите. Добро, и јас се држам до изјавите, ќе се вратиме на тоа. Меѓутоа сакам да кажам дека и они имаат притисок. Ево што го зборам за Бели, тоа сум сигурен дека се уште врши притисоци, тоа не е спорно. Меѓутоа не е важно тоа. Ама Важно сега излезе дека на состанокот и рече сепак институционално се решаваат работите. видите, јас зашто ви викам дека има нели преговори, договори и така натаму. Меѓутоа ние прво не се кажа тоа што ќе се разговара. Се држи во некоја тајност, дури се држи во тајност и од членовите на опозицијата и они не се сигурни. Барем некои луѓе што ги знам рекоа дека никогаш не било јавно објавено за кои работи ќе се преговара, за кои не. Тоа се држи во тајност. Друго, некои работи се апсолутно неприфатливи. Вие имате во платформата, ако сакате ќе ви го образложам, последната точка е целосна федерализација и не знам како Европа не се произлезе бидејќи која држава ќе влегува во евро. Зашто шестата точка значи целосна федерализација. Тоа вика под став 1 Република Бугарија да се вклучи во преговорите со албанците да се вклучат во преговорите со Република Бугарија, а ние немаме никакви преговори. Значи треба да се направат како што не знаеме многу работи, па ги дознавме од после. Преговори со Република Бугарија, не знам зошто. Не знам зошто, бидејќи нели во таа карта што ја гледаме, што ја откри пред некој ден Али Ахмети на Голема Албанија, се и Скопје, и Куманово, и Велес, и Прилеп, и Битола, не е важно, нели? Но втората точка, тоа е интегрирано управување со границите. Значи да има една караула со лични карти и отварање, третата точка е отварање на граничните премини. Значи овие работи кои се поставени се толку провокативни што значат не вовед како што викаат некои аналитичари во федерализација, туку директна федерализација на Република Македонија. Затоа е претседателот во право што не го доделува мандат. Голубовски па реклами. Да, значи уште на во емисијата првпат кога настапив овде, кажав дека двете македонски партии треба да ја отфрлат платформата и да не се впуштат во расправа. Кога ќе се влезе во расправа, тогаш следи и арбитрарност, тоа значи дека веќе ставаме некоја согласност да се разговара и влегуваме веќе во пеколот, да не речам, за Македонија. Значи, платформата за македонскиот народ е уставот. Тоа е нашата платформа. Доколку сакаат да направат некој привид политичките представници на албанското малцинство,
тие треба да се повлечат целосно од својата платформа, а за оние прашања кои што би држеле ко владење на право или слични, кои што не задират во меѓуетничките односи, нека ги повторат одвоено надвор од платформата. Иначе ќе се сведе све тоа на трик, као да разговараме прво за тие работи кои што не се болни и ќе завршиме со униформата, ќе завршиме со овие монетите и така натаму. Значи, ние имаме проблем со една популација, пред се нормално со лидерството политичко, не може да се фрли на тема комплетно на сите албанци, македонци, етнички албанци, тоа неам такова претензија да го кажам, но ние имаме проблем кој што до таму не блокираат, да не може Македонија за реформски прашања да ја организира државата, да ја иновира државата, да биде по-добро се за сите, затоа што на секое прашање, било да е најобично економско прашање, они влегуваат со нивните етнички барања и се покажа, веќе има долна дистанца, дека генератор на сето тоа е што она што го воспоставија 2001 година, после 2001 година рамковниот договор. Значи, тешко дека било која влада во ваков состав може реформски зафати да прави, дека ќе се занимаваме само со платформата само на тоа, албанците. ние немаме шанса да И само уште ова да го кажам една реченица, кратко ќе бидам. Тоа што постои како тренд за десните партии, тоа апсолутно е наивно да веруваме дека тој ветер ќе дојде допре до Македонија. Ние сме далеко од тоа, нема да ни дозволат. Нас не калкулираат и тоа е една погрешна перцепција што имаме сами за себе, дека проблемот почнал заради нас и ќе заврши со решение за нас. Ние сме само дел кој што созрел во регионот за друго некое поместување, правење евентуално на други рамки просторни и треба да сосема внимателно со национално единство, а не со национално помирување, да се опаметат двете македонски партии и да бидат достојни генерацијски да го дадат историскиот одговор во оваа многу драматична ситуација. Одиме со реклами, имаме уште неколку минути по тоа. Еве не при крај сме со емисијата. Бојаровски, дали одговорот на Голубовски може би беше на некој начин на едно ваше барање, на едно ваше став околу платформата, кај што рече дека може би двете македонски партии требаше веднаш да отфрлат платформата. Дали тоа ќе беше решение на спорот што сега го имаме во однос на платформата, бидејќи ја заобиколували или не, дали е манипулација или не, но таа во моментот е главен камен на сопнување за заокружување на дури на институционалниот дел на формирањето на парламентарно мнозинство и на влада. Може да биде проблем. Без разлика на луѓето на улица како мислат во самата институција. Значи ќе мора да се најде решение како да се спакува таа платформа или како да се представи таа платформа за да дојде до помирување на страстите. Или ќе мора самите албанци да ја омекнат, да ја отфрлат, да ја замрзнат, или нешто треба да се случи. Не знам како би се одмрзнало, како би се стекнала доверба кај оние кои што не веруваат, бидејќи тоа е процес на доверба кај сите страни. И на крајот на краиштата СДС вети на транспарентност. Имаше една презентација на некаква владина програма, имаше обид за демистифицирање и намалување на екстремните делови од платформата, ама ете се уште постои нешто што не ги смирува страстите. Па, добро, јас токму на тоа инсистирам. Прво, не можете да ме наведете во контекст на тоа да оправдам или да поттикнам дека двете македонски партии треба да отфрлат платформата. Тоа е, дали ќе отфрлат или не, тоа е како политички став е тоа. Ние видовме дека наистина не би сакал да се навратувам на тие моменти, меѓутоа платформата беше објавена на 7 јануари. На 9 јануари председателот му го даде мандатот на Груевски. Груевски отпочна да преговара со една од партиите која е подписничка, иницијатор, подписничка на таа платформа. Значи, јас и на тоа инсистирам цело време дека легитимна е политичката расправа.
Тоа е политичка расправа, тоа е политички контекст, политички наратив. Било кој може да излезе со било каква платформа, декларација. И за тоа треба да се расправа, за тоа треба да се разговара. Може да реагира и улицата, се разбира, како што реагираш и така натаму. Но не треба од тоа да се злоупотребува и од тоа да се прави мечкина услуга на целиот процес за излекување од кризата во која се наоѓаме. За тоа се работи. Значи, треба едноставно на целата оваа приказна, исто така не е благодатно да коментираме некакви изјави кои придонесуваа на вистина на зголемување на тензиите и така натаму. Но сето тоа во тој политички контекст, во тој политички дискурс требаше да биде ставено во рамките на некаква институционална рамка, за да не се, бидејќи надвор од институционалната рамка, тие приказни добиваат димензии на чудовиште, добиваат димензии на плашило, не се контролираат, не можат да се зауздаат и така натаму. И во таква ситуација може да се изнесат, да се кажат разни изјави кои не можат да бидат контролирани, бидејќи се надвор од системот, надвор од институциите. Знаете како, друга е одговорноста на политичарите кога делуваат надвор од системот, кога се пуштени ќе употребам таа метафора, се надам дека правилно ќе бидам разбран, кога ќе им се отргнат узенгиите што им ги става народот преку гласот што им го дава. А кога ја имаат таа одговорност и мандатот што им го дал народот и кога тоа во институциите го разговараат, тие имаат една институционална рамка, имаат законска рамка, имаат, па дури ако сакате, иако тоа денес во Македонија е една крајно флуктуирачка мисла, етика, и таа етика мора да функционира во тие институционални законски рамки и таму кога ќе влезат во парламентот, они не можат туку така да изјавуваат такви изјави. Ќе водат сметка за тоа бидејќи ги обврзуваат институциите, ги обврзуваат законите, ги обврзуваат мандатите на пратениците, бидејќи кога ќе седнат на пратеничкото столче, тие се под присмотра на јавноста, на мандатот на народот и така натаму, и тука одговорноста е многу поголема. Така да ја не можам да барам од политичките партии. Тоа е нивна политичка предоба, но целата таа приказна која ќе влезе во институциите ќе добие сосема друг наратив, сосема друга динамика ќе има. Нема да ја има оваа динамика на ослободување на страсти кои не се контролирани. Не може да бидат контролирани. И можат само да бидат злоупотребувани, извинете. Како да не се ми дадете време малку, бидејќи. Па, у 10 се вестите. Да, ја на крај сакам исто да кажам. Значи, Па, да кажем у 10. прво би рекол околу платформата. По 2 минути. Да не се лажеме дека тоа не е сериозно, значи околу платформата и вчера Касами, и пак ќе го повторам во негативен контекст, иако ми е симпатичен како политичар, сметам дека е добар политичар, нели претседателот на БЕСА, рече дека албанците во Македонија 25 години се залагаат за овие права, што значи дека фактички тоа е апсолутно, тие работи значат федерализација. Тоа е едно. Друго, мислам дека обичниот народ помеѓу себе нема никакви проблеми, бидејќи албанците добија министерски, заменички министри, позиции што не би ги добиле ни во Албанија, таа голема Албанија, бидејќи овој простор ќе биде далеко од Тирана. Но не е важно тоа, важно дека не смееме да го заборавиме тоа сценарио што е направено за Република Македонија и кое со сите сили, сега овие сили што остана, се обидуваат да го спроведат. Точно е тоа дека 7 декември нели беше платформата. Истиот тој ден во Тирана беше последна посета во неговиот мандат и после месец дена е сменен, е на Џон Бренан, директорот на ЦИА, поставен од Обама административата. Сега е Мајк Помпео од Трамп, кој разговараше со Еди Рама, кој е донесен таму на власт, како левица, со помош на демонстрантите, средствата, како сакате сватите го, структурите на Сорос. Значи, тоа се тие структури што роварат кај нас и што сакат да се случи ова и затоа им вршат притисок и на албанските партии да не се случи да се случи ова работа што ние чекаме да се разрешат горе не, само друго да кажам, значи левицата и десницата да се испреплетени ќе преде времето ние толку криза. Друго ми беше збор, значи се на поентата да поминам. Значи поентата според мене што бидејќи мнозинствата сега, односно распоредот во собрание се многу релативни.
Значи сега 67 беса вика ја давам подршка, ама не влегувам во коалиција. А од друга страна веќе слушаме денес и вчера и завчера неколку пати по медиуми дека 3-4 платеници од ДУИ доколку не бидат задоволни со работите може да преминат во бес. Па да се сврти скроз ситуацијата, 10 да бидат, бидејќи они се сега 5 беса, а овие да бидат малцинство. Така што многу е релативно тоа и во таква ситуација не може да се донесуваат правилни одлуки, а да не забораваме што е поентата на Парижина 1, Парижина 2. Поентата е нели реформи кои се предложени од Советот на Европа и реформите на Прибе. Тие реформи без 80 пратеници нема шанса да се донесат и затоа мислам дека е главната поента се што побрзо нови избори, толку подобро за сите. И за опозицијата, и за албанските партии, и за опозицијата, бидејќи ова другото е се губење на време. Значи, да, сосема кратко, 2 минути. Изгубивме време на почеток, не почнеме 8:30. Да. Значи, националниот идентитет на македонскиот народ кој извира од унитарната држава на македонците е даска во океан на која што преживува македонскиот народ и имаме сега една ситуација околу кружат чамци и од безбедни чамци рипаат некој и сака да ни ја земат даската. А во правниот поредок, која е крајна нужда, националниот идентитет и унитарна Македонија е нашиот живот на македонскиот народ, тогаш во правниот поредок, во крајна нужда не одгора никој ако постапи во смисла да ја елиминира таа закана и секој оно што конкретно сака даската. Да, секој оној конкретно што сака да ни ја земе даската ќе биде мета. Завршувам. Мислите на употреба на институционална сила? Па не само тоа, овие протести. Ова е драматичен момент. Мора да бидат свесни сите дека и собствените делови на популации кои што не се криви ги стават во залог. Ако сакаат да опстојуваат во Македонија, да не си го стават во залог и делот на своите популации, затоа што Македонија ова што го има, по секоја цена ќе го брани. Ова е неодговорно, крајно неодговорно, ево. Како може да си дозволите вие човек со толкаво искуство на ваков начин да настапувате? Па, кон што води целата оваа вашата дискусија? Мислам, среќа што не сте уопште битен фактор у државата, па нема да ве сватат сериозно. Иначе, крајно несериозно е на ваков начин да заплашувате и да се заканувате. Се заканувате вие. Не, села пред 2 се заканувате. Тоа ширите, вие правите кривично дело. Вие правите, внесувате смутови и правите да вознемирувате македонскиот народ. Немој да се занесуваш да мислиш дека на ваков начин... Јас не се занесувам, а даската очигледно вам ви фали, а не на македонскиот народ. Коментирај заканата на села пред 3 дена дека самите направат и ќе го преземат парламентот и сите тие. Ви благодарам за гостувањето. Молам да се придржуваме до културата на однесувањето на сите. Благодарам за аргументите, благодарам за учеството во емисијата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш, тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. А ве молам режија.